Според реализираните и започнати проекти, годинава која изминува 2015, Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Штип ја цени како успешна за истокот. Меѓу проектите на владата, она што особено ме прави горд како штипјанец е фактот, можеби најубавиот и најважен проект за Штип, а тоа е една година по доаѓањето на власт на ВМРО ДПМНЕ го реализираше најголемиот сон и желба на штипјани, формирањето на Универзитетот Гоце Делчев Штип. Од 2007 година до денес, за 8 години, оваа високообразовна институција е еднината на над 20.000 студенти, комплетно менувајќи ја образовната карта на Штип и Истокот. Не помал е ефектот и во основното и средното образование, каде предничат обнова и реконструкција на подрачното училиште во населбата Македонка, реконструкција на спортски сали, а во најава е и нова, која наскоро ќе се гради во населбата Баби, нови прозорци и врати на неколку основни и средни училишта, комплетно ново училиште во целото Шашаварлија. Кога е во прашање патната инфраструктура во Источна Македонија, се работи на најважниот патен правец Штип Миладиновци во вредност од 206 милиони евра. Исто така најавена е рехабилитација за патниот правец Велес Кадрифаково во вредност од 14,9 милиони евра. Обезбедени се средства и за изградба на нов експресен пат Штип-Радовиш во должина од околу 40 километри во вредност од 60 милиони евра, а предвидено е проширување и реконструкција на делницата Штип-Кочани во должина од 26 километри и вредност од 23 милиони евра. Освен магистралната и регионалната, годинава голема обнова доживеа и локалната инфраструктура. Од почетокот на мандатот на градоначалникот Илчо Захариев асфалтирани се над 50 сообраќајници, при што само во периодот од мај до ноември се асфалтирани над 35 сообраќајници во вкупна вредност од 1,3 милиони евра. Асфалтирани се улиците Маршал Тито, Лески, Тодор Чучков, Славчо Стоеменски, булеварија на Вита Попјорданова, Радански пат, Черења и да не ги набројувам сите. Уште неколку десетици други, вклучително и податокот дека понад 30 години асфалт добија улиците во населба Чардаклија, Горна Балканска, Долна и Горна Железничка, во селото Долани, Врсаково, Лесковица, како и пат до селото Горачино, Срчиево и Пухче. На влезот во Штип од Струмица и Радовиш, обновена е обиколницата околу Ново село, реализирана уште во 2013 година во вредност од над 220.000 евра. Во текот на летото заврши обновата на влезот во Штип од Скопје и Велес, од кампус 4 по се до кружниот тек кај Железничка во вредност од над 200.000 евра. Се реализира и уредувањето на река Отиња со над 70% средства од локалната самоуправа, а годинава се расчисти големиот долг кон Европската банка, земен за обнова на водоводната мрежа во Штип. И во областа на економијата, резултатите бележат пораст, вели координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ Ивановски. Во 2006 година, пред назначувањето на владата на Република Македонија, начело со Никола Груевски, Штип имаше над 12.700 невработени, опустошено стопанство, затворени фабрики, протести на невработени, штрајкови и мрачна иднина. За 9 години невработеноста во Штип е намалена на околу само 2000 невработени, кои реално до крајот на 2016 година може да се сведат на минимум, имајќи ги предвид забрзаните активности на владата во планот на привлекување на странски инвестиции. Вечерва Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ од Штип ги поканува граѓаните да присуствуваат на граѓанска трибина со членови од владата на Република Македонија, кои ќе дадат отчет за сработеното и ќе остварат непосредни разговори со граѓаните. Трибината ќе се одржи во Домот на културата Ацо Шопов со почеток од 20 часот и 30 минути.